Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за состојбата со човековите права во светот и во Македонија. Какви се глобалните трендови, како е кај нас со новата власт. Во најновиот извештај на Human Rights Watch се наведува дека генерално авторитарните власти се повеќе се соочуваат со разни видови отпор и внатре од страна на активисти, како и од странство. Интересна е констатацијата дека против некои повреди на човекови права во светот се забележуваат и невообичаени сојузништва. Меѓу најголемите победи во битката за заштита на човековите права во минатата година, според годишниот извештај на Human Rights Watch, се протестите во Унгарија против обидот на премиерот Виктор Орбан да го затвори Централноевропскиот универзитет, како и острите реакции од некои европски земји на убиството на новинарот Џамал Кашоги од страна на саудиски агенти. Извршниот директор на Human Rights Watch, Кенет Рот, оцени дека Полска и Унгарија се двете најголеми закани за демократските принципи во Европската Унија. Poland is a big country by European standards. Hungary is smaller, but Hungary is led by Viktor Orban, the Prime Minister, who is a very articulate defender of his so-called illiberal democracy, which basically means you get elected and then you completely undercut the checks and balances on executive authority. So you compromise the independence of the judiciary, you silence the media, you shut up the various civic groups who might be challenging you or protesting in the streets. Европа е добра за одбрана на човековите права пред луѓето да и се приклучат на Европската Унија, но е ужасна во одбраната на тие принципи кога веќе сте внатре, заклучува Кенет Рот. Во светот се случува еден нов глобален тренд во врска со заштитата на човековите права. Trump was too busy embracing the autocrats whom he sees as friendly. Britain was completely preoccupied by Brexit. French President Macron talks a good game, but really didn't implement. Even in Germany, where Chancellor Merkel has been a real hero, but she's also been beleaguered by a far-right challenge. Затоа позитивно е, додава Рот, што во многу случаи помали земји, како и некои невообичаени сојузништва, заеднички вршеа притисок за нарушување на човековите права. Како примери, тој ги наведува заедничките притисоци и мерки на повеќе влади во врска со бомбардирањата врз цивили во Сирија, хуманитарната катастрофа во Јемен, етничкото чистење на рохинџа муслиманите во Мјанмар. Според Рот, најголемо кршење на човековите права, кое поминува речиси незабележано, е затворањето на милион муслимани во Кина, кое Пекин го нарекува реедукација, што значи насилна индоктринација за откажување од исламот. People increasingly know that this is happening, but they're reluctant to bring it up because China spends a lot of money. They lend a lot of money. They're willing to buy influence. Human Rights Watch во извештајот им оддава признание на германските највисоки политичари кои ги критикуваа лидерите на Русија, Кина и на Турција за отстранување на политичката опозиција во нивните земји. Како што слушнавте на почетокот, Унгарија, водена од Виктор Орбан, е една од најпроблематичните земји во Европската Унија во однос на човековите права. Но човековите права на нашиот екс-премиер Никола Груевски му беа максимално испочитувани во Унгарија, дури и повеќе од тоа. Експресно доби политички азил. Дали поради сличноста со Орбан во практикувањето на владењето или од други причини се уште е нејасно. На линија во Скопје имаме Пелагија Стојанчова. Пелагија, дали на Груевски навистина му беа загрозени човековите права во Македонија, па мораше да избега? И каква е сега состојбата на овој план во земјата? Поранешниот премиер се пожали на политички прогон. Вели дека правниот систем е злоупотребен. Имало дискриминација, притвор се делел според политички прилики, а во затвор му се подготвувала ликвидација. Но овие посочени области не се влошија откако тој си замина од власт. Беа посочувани во многу домашни меѓународни извештаи, уште дотега тој владееше со земјата. Груевски не може да докаже дека му се нарушени правата, вели Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Прво заради тоа што постои материјал врз основа на кој што се покринати обвиненија и врз основа на кој што тој е осуден.
валиден материјал, како што се нели и материјалите од прислушкувањата, кои што се нели разгледувани од страна на специјалното јавно обвинителство. Вие знаете дека тоа беше случај на специјалното јавно обвинителство за кое што беше осуден Груевски. Не зачудува воопшто фактот дека Унгарија му даде азил на Груевски, мајки предвид дека Унгарија е една од земјите каде што Европската унија смета дека постои еден вид диктатура од страна на низиниот премиер Орбан. За сегашните власти парадокс е тоа што земја членка на Европската унија му даде азил на Груевски. Тоа судење беше следено од ОПСЕ, од представници на Европската унија. Никогаш не сме добиле поплака. Стејт департментот неодамна го окарактеризира како фер и транспарентно судење. Немаме никаква пријава Министерството за внатрешни работи за закана по живот. Народниот правобранител бележи благо зголемување на преставките за човекови права за 2018 во однос на годината претходно, а значително е зголемен и бројот на преставки во правосудството. Ако во 2017 година имавме околу повеќе од 576 преставки во делот на правосудството, во 2018 година значително е зголемен. Тој број изнесува 945 поднесени преставки. Пировска вели дека после промената на власта има промени во фокусот на преставките. Имавме сосема поинаков фокус и сосема поинакви представки, бидејќи стануваше збор за еден вид режим. Многу повеќе се занимававме со граѓанските и политичките права, како што е слобода на говор, слобода на медиуми, тортура, политички мотивирани случаи, политички прогон. Сега многу повеќе граѓаните од која се смени власта размислуваат за тоа како да екзистираат. Македонија ја нема во најновиот извештај на Human Rights Watch, но во извештаите од пред неколку години беше посочувана како земја во која полицијата лошо постапува со мигранти и баратели на азил и користи прекумерна сила, особено за протестите на 5 мај 2015 против владата на Груевски. Тоа беше се во оваа емисија посветена на човековите права во светот и во Македонија. Нашите содржини можете да ги следите, но и да дадете свое мислење на веб страницата како и на социјалните мрежи. До гледање.